Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и утро. Срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежда од Кавадарци. Денеска сме 20. јануари, четврток 2022 година. Во Кавадарци 8 на ведер ден, сонцето се покаже, меѓутоа наутро беше многу ладно, -7, а сега моментално е -4 степени. Температурата секако во текот на денот ќе се качи некаде до 6 до 7 степени во Тиквишијата, но имавме релативно студена ноќ. Што се однесува до останатите температури кои се движат во нашата земја, прогнозата вели дека од -10 до 1 степен во западните делови, потоа во Скопскиот регион од -6 до 6, денеска ќе се движи температурата во Комановскиот регион од -8 до 5, Беровскиот исто така релативно студено утро, -10 до 4, дури Гевгелија имаме ниски температури, -4 до 10, Битолскиот -8 до 7 и Охридскиот регион од -5 до 6 степени. Очигледно, ладно е, имавме студена ноќ и студено утро, но во текот на дента температурата ќе биде позитивна. Еве како гласи прогнозата: сончево со мала локална облачност. Кон крајот на денот во западните делови облачноста ќе се зголеми. Во текот на ноќта во западните и северните делови ќе има локални врнежи од снег. Ке дува слаб, а во западните делови умерен ветер, претежно од западен правец. Значи ни се најавува снежни денови. Еве утре што ќе биде, односно што предвидува прогнозата: облачно и многу студено, со повремени врнежи од снег, особено наутро и предпладне. Врнежите ќе бидат пообилни во западните делови, каде насекаде ќе се формира снежна покривка, а на планините ќе се зголеми. Помала снежна покривка ќе се формира и во останатите делови од земјата, освен во централните подречја и во долниот тек на поврдарието. Ќе дува слаб до умерен, а вдолж поврдарието засилен ветер од северен правец. Ќе дува умерен до засилен северен ветер, особено вдолж поврдарието. Така да, еве, во крајните западни делови на нашата земја, почитувани, очекувајте снег и во другите делови, како што прогнозата ни кажа. Како е да е, и во наредните 3 дена ќе имаме релативно студено утро, студени утра од -9 до -2, тоа е во сабота. Во текот на дента ќе биде температурата од -4 до +3, потоа во недела исто така ќе имаме до -12, значи утринските температури ќе бидат многу ниски, дневната ќе биде од -6 до 3 и потоа понеделник исто така -11. Но следите нашата програма, ние детално ќе објавиме што не очекува во следните денови што се однесува до временската прогноза. Од Auto-Moto Сојуз на Македонија ни јавува дека патиштата во Македонија моментално се суви и безбедни, непречено се одвива сообраќајот по суви, претежно суви коловози. Сообраќајот не е така густ, значи во сите правци, граничните премини од македонска страна нема подолго задржување за влез и излез од нашата држава. На некои делници во Македонија се извршуваат работи, односно се поправат тие патишта, така да бидете внимателни кога ќе приметите патна сигнализација, да се придржуваме кон режимот за сезонски режим на сообраќај. Сами знаете, почитувани гледачи, вие кои возите, дека потребна е зимска опрема за време на од 15 ноември па некаде до март месец, до 15 март. Значи, потребни се синџери во колата или зимски гуми.
Što se odnesува до воздухот ова утро во Кавадарци, според мерната станица, добив информација дека е деломно загаден, така да во текот на дента се надеваме дека ќе се подобри, односно ќе се таа загаденост ќе исчезне, бидејќи се уште нема ветер наутро, но како е да е, бидете внимателни кога морате да излегувате надвор, бидејќи според ова апликација која ни кажува, ни доставува информации, воздухот е деломно загаден. Еве, почитувани гледачи, тоа беа сервисните информации на самиот почеток. Ќе одеме сега со една песна и потоа повторно ќе се вратиме во нашата емисија. Pitam se što ću reći kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Što li ću tada reći? Hoću li izdržati kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti? Hoću li moći izdržati kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti? Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kakav li ću biti kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti? Kakav ću onda biti? Kakav će to biti susret kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti? Jedan čovjek i njegov Bog, kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti? Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog
si ti. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli ja i ti, sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Evo nepovtorno uživo vo našoj emisija, počitovaní gledači. Pozdrav do svita vas koji deneska ste so nas i sledite ova naša utrinska programa koja se imitova sveko jutro od ponedeljnik do petok v 8 časov i 30 minuti. Spored šemata što imam ovdje pred sebe na monitorot mi pokaže Facebook deka naša ta emisija se gleda sekako najmnogo vo Makedonija, potom vo sosedna Srbija, vo Germanija, vo Holandija, vo Hrvatska, vo Bosna i Hercegovina, vo Bugarija, Avstrija, Australija, Belgija, Montenegro, odnosno Crna Gora i tako na tomu. To je ono što go registrira Facebook, a se nadam deka i mnogo drugi naši gledači ja sledate ova emisija, može bi vo drug termin, bidejki tamo može biti druga vremenska zona. No kako je da je ova emisija se snima i može da se pogledni podosna na naš YouTube kanal Radio Glas na Nadešta. Продолжуваме со рубриката Капки на мудроста и приказна за деца, односно за возрастни. Ево овде имам приготвено неколку капки на мудроста, па сакам да ги споделам, почитувани гледачи. Првата капка на мудрост гласи: понекогаш љубовта не е доволна. Ако праведникот падне и 7 пати, тој сепак станува, а нечестните пропаѓаат во својата нечовесност. Постојат сликари кои сонцето го претвараат во жолта дамка, но постојат и такви кои, благодарение на својата уметност и дамката ја претвараат во сонце. Само една личност може да го смени твојот живот. Таа личност си ти. Само мудриот човек со еднаква смиреност поднесува пофалби и навреди. Скриената вистина од пријателот е најголемото оружје за непријателот. Не почнувајте да лажите, бидејќи за секогаш можете да го изгубите чувството на вистина, за вистина. Не е срцето, туку разумот судија на вистината. Зошто ни е богатството, ако поради него секој час можеме да изгубиме главата? Убаво кажано. Има луѓе кои од своето богатство немаат ништо освен стравот да не го изгубат. И тоа се случува. Изобилството не ги намалува човечките грижи и не ги теши човечките срца. Значи човек може да има и богатство и се, меѓутоа ако не е задоволен во срцето, ако нема радост и среќа, ништо не вреди од тоа богатство. Богатството е слично на морска вода. Колку повеќе ја пиеме, толку сме пожедни. Истото важи и за славата. Раката која дава секогаш е над она која прима. Колку повеќе луѓето имаат, толку повеќе сакаат. Бидејќи некој го споредил, човечката желба е споредил со окото, никогаш не е заситно. Колку повеќе има, се повеќе сака да има уште повеќе. Лесно е да се биде дарежлив со туги пари. Тоа е навистина така. Лесно да се делат пари кои не си ги заработил со труд и со мака, туку можеби на некој нечесен начин сте ги добиле. Подобро е да се подлизнеш на нога отколку со јазик. Еве со ова мисла, со ова капка на мудроста го завршуваме овој дел. Подобро е да се подлизнеш со нога отколку со јазик. Денешната приказна, почитувани гледачи, носи наслов Марко и неговата волја. Еднолетно попладне,
количката стоеше пред вратата на Господја Нада. Улицата беше празна од сообраќај, бидејќи беше премногу жешко. Јас одев мрзоволно од страната на сенката, спротивно од куќата на вдовицата и забележав како низиниот син изнесува некое платно во кошница за да го стави во количката. Бев изненаден од големината на кошницата која носеше и ја стави на количката. Јас застанав за да го погледнам. Тој ја влечеше, ја креваше, а потоа паузираше за момент за да се одмори. Потоа повторно почнуваше во тишината на улицата да подига и да влечејќи си нешто самиот на себе. Велејќи си, нешто самиот на себе. Јас ја поминав половина улица. Тој беше премногу зафатен за да ме забележи. Го слушнав како си вели: "Можеш ти, Марко, можеш." Тој се охрабруваше себе си во понатамошниот напор со овие зборови и на крајот успеа да ја стави кошницата, постојано повторувајќи си: "Можеш ти, Марко, можеш тоа да го направиш." Додека одмараше и гледаше гордо на успешниот напор, тој ме забележа и со неговото округло црвено лице, покриено со пот, се застрми за момент додека јас велев: "Ти си храбро момче." Гласот на мајката на Марко се слушна во позадина. "Доаѓам, Марко, доаѓам." Кога таа стигна, тој покажа на кошницата и рече: "Мамо, успеав." Тоа беше прекрасна гледка. Благодарната насмевка на мајката вдовица го пофалуваше низиното момче и му влеваше силна волја. Иако немаше многу зборови кои беа изговорени, изразот на задоволство на нивните лица беше пријатен и немаше сомнеш дека во срцата на двајцата има грудка на радост која не можеше да се опише. Продолжив по мојот пат и си велев: каква цврста волја само со фразата "Можеш ти, Марко, можеш." Колку многу можеше да постигне. Колку е различна нашата работа според она што го правиме со или против нашата волја. Ова мало момче можеше да плаче или да негодува, или да ја остави неговата мајка сама да ја заврши работата и да биде незадоволен со себе си и да биде извор на незадоволство на неговата мајка. Но тој се впрегнал себе си и на послушност и обврска со неговите зборови мокни во нивната едноставност. Можеш ти, Марко, можеш тоа да го сториш. Почитувани, често пати од тогаш ми се повторуваше таа сцена. Ја раскажував секаде каде што можев. Кога некоја млада девојка ми се жалеше дека нема време да направи нешто добро затоа што треба некаде да оди или треба нешто да купува или има некои лични обврски поради кои не може да им помогне на оние кои имаат потреба, јас си одговарав колку поразлично би било со неа, кога таа постојано би си велела на себе си: "Ти можеш тоа да го направиш, ти можеш тоа да го направиш." Да, со волјата ние можеме да направиме речиси се, дури она што е речиси невозможно да го направиме, а без волјата ние не можеме да го направиме ниту она инако што би можеле. За сите нас, без оглед каде се наоѓаме, доаѓаат проблеми и неволи. Ако им подклекнеме, ние сме поразени. Но ако го победиме искушението и ние и не го направиме оно што е погрешно, повикувајќи се на Божјата сила да ни помогне во нашата борба со непријателот, ние ќе растеме посилни и похрабри во секоја битка и помалку подложни да паднеме повторно на искушенијата. Нашата мудрост и нашата должност е да се потикнуваме себе си, да зборуваме на нашите срца, како што детето го правило тоа со едноставните зборови: "Можеш ти, Марко, можеш", и уште многу повеќе од тоа, знаејќи дека Бог е на наша страна, дека Бог е на нашата страна со неговата сила и крепост кој може да не дава. Да се повикаме на зборовите запишани во Библијата. Апостол Павле вели во Филипјаните 4:13: "Се можам преку Христа кој ми дава сила." Еве, почитувани гледачи, тоа беше утринската порака за деца и за возрастни. Верувам дека извлековме поука и за нас. Ако сме ние возрастни, мора да бидеме оптимисти, мора да имаме чврста волја, да не сме песимисти, да не кажем: "Јас тоа не можам да го сторам."
Deneska mi je baš baksus den. Ne, kako ova dete što si govorilo na sebi si, možeš ti Marko, možeš. Iako bilo malo, to što trebalo da go prenese od drugata količka bilo golemo i teško, no to je uspjel i bil radosten, a i majka mu bila radosna, njim od tatko ili maš, sigurno počinal, tije bile sami, no i nije vo našoj životi. Danes kada si postavimo cel, može mi nije to da go storime. Sekako, na kraju čitavme i porak od Biblijata. Pavle, veli apostol Pavle, sve možem v Isusa Hrista koji mi dava sila, koji mi dava moć. Neka ova poraka bide i za nas deneska, da ne vodi ta misla deka možeme se su Isusa Hrista. Ovdje ponatamo se ovu štedna ubava pesna, potom povtronke se vratime v živo v naša ta programa. Pozdrav do sita vas, dragi gledači, koji v međuvreme se vključivte v uživo i sledite programata na radio Glasna nadešta od Kavadarci. Sledova rubrikata Utrinska poraka od Biblijata, od Sveto pismo. Пораката на оѓаме во второто послание до Коринќаните во Новиот Завет, 5 глава, 20 стих. Според тоа, ние сме пратеници на Христа, на тој начин што Бог моли преку нас. Молиме во името на Христа, помирете се со Бога. Насловот е амбасадори на царството. Откако се вознел на небото, Христос, големиот поглавар на црквата, своето дело на овој свет го извршува преку своите избрани представници, преку кои им се обраќа на човечките синови и им служи на нивните потреби. Сериозна одговорност почива на оние кои Бог ги повикал да делуваат со збор и наука за изградба на неговата црква. Наместо Христа, тие треба да ги повикуваат луѓето да се помират со Бога. Христовите проповедници се духовни чувари на народот кој им е доверен на нивна грижа. Нивното дело се споредува со работата на стражарот. Во старо време, стражарите често биле поставувани на градските ѕидини, од каде што од поволна положба можеле да ги надгледуваат важните точки и да алармираат кога би се приближил непријателот. Од нивната верност зависела сигурноста на сите кои што живееле во градот. На секој проповедник Господ му порачува: и тебе, човечки сине, те поставив за стражар на Израелевиот дом, која ќе чуеш слово од моето уста, опомени ги во моје име.
Овие зборови на пророкот опишуваат сериозна одговорност која почива на плеките на оние кои се поставени како чувари на црквата, повереници на Божите тајни. Стражарите над зидовите на Сион имаат привилегија да живеат во близина на Господа, да бидат така чувствителни на повиците на Неговиот дух, за тој да може да делува преку нив, за грешниците да можат да ја согледаат опасноста во која што се наоѓаат и да може да им укажат на сигурното место. Срцето на вистинскиот проповедник е исполнето со постојан копнеш да ги спасува луѓето. Тој бдее на душите како оној кој мора за нив да даде сметка. Со очи насочени кон крстот на Голгота и кон возвишениот Спасител, подпирајќи се врз неговата милост, уверен дека тој ќе биде со него до крај како негов штит и сила. Тој работи за Бога. Со повици, со преколнувања и со докази за Божјата љубов, тој се труди да ги придобие душите за Исуса, а на небото се вбројува меѓу оние кои се повикани, одбрани и верни. Откровение 17:14. Тоа беше поракава, почитувани гледачи, што ја најдовме во второто послание до Коринтјаните, 5 глава, 20 стих. Овде Бог не повикува сите нас, дека ние сме Христови пратеници, негови амбасадори, да може да ја пренесуваме радосата вест на луѓето кои се околу нас. Па и на овој начин, преку ова радио, преку овие емисии, ние пренесуваме радосната вест до сите слушатели, до сите оние кои можеби се уште немат исправна слика за Господа, дека Господ Исус Христос ги сака сите, дека Господ ни приготвува нешто многу, многу вредно и затоа еви на овој начин да се приклучиме и денес да бидеме сити ние таму во својот делокруг кај што работиме, кај што живееме, кај што се движеме, да подадеме на некој книга, духовна книга, Библија, да едноставно да бидеме мостови, да луѓето го запознат Исуса Христа. Сите вие почитувани гледачи кои имате потреба од Библија, а немате, јавите се кај нас, пишете ни, доставете ги вашите податоци, а ние на ваша домашна адреса ќе ви испратиме бесплатно Свето писмо на македонски јазик. Значи, бидете слободно, може да ви испратиме и Библија, односно Новиот Завет за деца. Значи, имаме и детски Библии илустрирани, така да слободно пишете ни во нашата редакција, а ние ќе ви испратиме бесплатна Библија за деца, односно за вас возрастни. Еве, тоа беше нашата утринска порака од Библијата. Сега ќе одиме со реклама за онлайн дописна библиска школа. Сите вие кои сакате по електронски пат, значи дома во вашето семејство да изучувате Библијата, еве имате прекрасна прилика да влезете во интернет и да напишете Библијата зборува.мк и ќе добиете таму прекрасни упатства, односно 8 дописни школи, каде што ќе ја откриете на еден интересен начин Библијата, односно Светото писмо. Одиме со рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Продолжуваме, почитувани гледачи, со рубриката за апостолите. Знаеме дека Исус Христос имал 12 апостоли. Во минатите емисии зборувавме секој утро за еден од тие апостоли. Денеска ќе кажеме нешто за апостол Павле. Иако тој не бил во таа група од 12 апостоли, тој бил
povikan malce podocno, no sepak Pavle je jedan od najsilnijih, najjakite apostoli vo Noviot Zavet. Eve što veli Pavle za sebe. Svetot apostol Pavle je Evrin, od roditelja Evri, kako što i veli ja sum Evrin od Evrejite, od rodot Izraeljev, od Vinjaminovato koleno. Roden bil nekada između 1. i 10. godina po Hristovu gradu Tars. Zato je narečen Tarsanin, vidjeki, to je njegovo to rodno mesto. To je, znači, za sebe veli ja sum čovjek judejec rodom od Tars kilikijski. Prvo time na apostolot bil Savle, znači bilo prvo time Savle. To je jednako na evrejsko to ime Saul ili Šaul, što znači žeden, žedljiv, kopnežljiv. To je njegovo to prvo ime Savle. Podosno mu bilo dadeno i rimsko ime Pavle ili Pavlus, najvjerojatno zato što po tatko to je bil rimski građanin. Pokraj evrejski, od kako što mu bil majčin jazik, apostol Pavle zboroval grčki, znači i grčki jazik, od raното детство го знаел и грчкиот јазик. Апостолот многу добро го владел грчкиот јазик затоа што се школувал во Тарс, завршувајќи книжевност и филозофија на Тарскиот универзитет. Додека живеел и студирал во Тарс, светиот апостол Павле имал можност да ја проучи и така наречена незнабожечка литература и филозофија. Според библиските сведоштва, може да побарате во првото послание до Коринќаните 10 глава 6 стих, тој потекнува од богато семејство кој му возможило да се здобие со високо образование во она време кога образованието се плакело. Тогаш да бидеш образован човек или образовано дете, тоа требало дебело, што се вели скапо да се плати. Кога наполнил 20 години, Савле бил испратен во Иерусалим да го учи законот. Си мисли, значи, таа библиска доктрина. Јудејската вера ја изучил при нозете на Гамалиело во Дела 22.3. Тој бил учен човек и интересно неговите родители го испратиле таму да учи кај овој голем човек. Гамалиел бил прочен рабин, учител по законот и почитуван од целиот народ. Савле бил фарисеј, добро воспитан во јудејската вера, и станал нејзин заштитник, бидејќи бил темпераментен и ревносен фарисеј, жестоко ги гонел христијаните и така станал еден од најголемите прогонители на христијанската црква. Како фарисеј морал да има изучено еден занаед со кој во било какви услови можел да обстане. Тој го имал изучено и ткаечкиот или плетечкиот занаед и правил шатори. Значи, интересно каква филозофија имале тогашните луѓе. Без разлика што си богат и дали си богат, убаво е детето да заврши еден занет. Кога и денеска тоа би се практикувало во наше време, навистина би било многу благословено за нашите млади кои завршуваат школи, универзитети, факултети, но не знаат еден штраф да заштрафат дома или не знаат да променат гумичка на водата на славината. Значи, убаво е секој од нас да има и некој занет, зашто никош човекот кога има занет нема да остане без леп, што се вели. Но да им понатаму. Свети апостол Павле немал особена реторска моќ, значи не бил некој јак, силен говорник, но бил многу ревносен и силен во запишаниот збор во посланијата. Историјата го запишува Павле како низок пораст, со ретка коса, прокелав, со различна насока на видот од двете очи, под искривени нозе, под наветнет, со слабо тело и така натаму. Сега тоа е предпоставка, немаме такви извештаи, но еве традицијата ни дава некои такви информации за апостол Павле. Неговото обраќање се случило на патот за Дамаск. Вие кои сте читале Библијата, верувам ќе се сетите, почитувани гледачи, каде што среде бел конј го обзела силна светлина, посилно од сончевата и по сите случувања, после 3 дена, знаеме, бил во Кајананија, еден од 70 Христови ученици, и таму бил крстен. После крштевањето станал христијанин и веднаш и апостол и почнал да проповеда за Христа по синагогите во Дамаск. Пото се повлекол 3 години во Арабија,
kada što se posvetil na razmisluvanje i podgotovka za službата koja go očekuvalo, posebno među neznabošcite. Tako da, poštovani gledači, slušnavme kakvo bil apostol Pavle, revnosen čovjek, to je i život odgodal za Hrista. V jedna prilika ke go istepad v jedan grad, a to je u drugata strana ke vleze povtorno v toj grad i ke ga propoveda slovo. Očigledno, jedan od najsilnite, najhrabrite apostoli koji napišao skoro polovinu od Novog Zavjeta knjigi napišeni od apostol Pavle. To je imao problem sa očite, očigledno koga je doživjel ta sredba na patu za Damask, ta silna svetlina ostavila trajni posledici na njegove te oči, postojno mu tečelo, moral da se briše, imao pisar, zašto ne može da piše mnogo i zato na jednom mjestu veli, vi pišu vam so golemi bukvi. Očigledno ljudi tu imat problem sa vidot pišuvat golemi bukvi. No kako je da je Pavle bil blagosloven od Gospoda, imao 3-4 patuvanja misionjerske, doagali do naše te krajevi, spored nekoj tradiciji i legendi, deka Pavle bil i vo Ohrid, bil vo Stobi, može bi pominal i niz Kavadarci vo to vreme. Kako je da je, imame golem blagoslov od apostol Pavle, od njegovite spisi koji su napisani i ti je nosat blagoslov u sve koje semestvo. Blagodarime na Boga i za apostol Pavle i za ostanatite apostoli koji Bogi upotrebil za blagoslov da se napišat ove blagosloveni zborovi u Sveto pismo i da gi proučuvame. To beše rubrikata, počtovani gledači za apostol Pavle. Odeme sega ušte jedna pesma da slušneme i se vrakjame povtorno vo emisija. Ak nek sum jaz vo zemlja sozna, na skitanje se bliži kraj, kade što nema smrtni tu bolka, brzam kon toj prekrasan grad. Toj sjajen dom, kaj Bog me čeka, ulici te od zlato se i ostava ja svoj te bolki, da vidam dom i tak to Dodeka su vo svet od mrače, život od tvoj maki je bol, zato a sega sokopneš čeka, da dojde sjaj toj ljubav. Toj sjajen dom, kaj Bog me čeka, ulici te od zlato se i ostavam ja svoj te bolki, da vidam dom i kratko da vidam dom i tatko moj. Evo je povtorno vo živo, počtovni gledači, vo naša ta emisija. Sledova rubrikata za našte sela, za našte vodopadi vo Makedonija, kako nastanale pojedini gradovi, sela i vodopadi. Ovutro se odlučiv da zborovam za jedno selo koji se vika Konopište. Može bi je poznato i nepoznato to selo, no ove ki vi prenesam nekoliko informacije da se zapoznajeme i s ova selo.
Konopište je selo vo opština Kavadarci v oblasta Bošava, v okolinata na gradot Kavadarci. Do 2004. godina Konopište predstavovalo administrativno sedište na istomenata opština, kojeg je ofakela selata v oblasta Bošava. Deneska to ne je opština, samo postoji kako selo, koje je pripojeno na opština Kavadarci. Konopište nekogaš go nosilo ime to Vrbnica, interesno. Tekovnoto ime najvjerovatno go dobilo podiviot konop, koji što raste vo izobilstvo v ovoj kraji. Selo to se naogja vo južni del od opština Kavadarci, vo gornoto slivno podreče na rekata Bošava, na regionalni otpad od Demirkapija za Marijevo, a čiji atar se izdiga i visoko i se dopira do državnata granična linija so Grcija. Selo to je ritsko na nadmorska visina od 660 metri. Od gradot Kavadarci je odalečeno nekad okolo 27 km. Ima moćne golem atar, što zafajka prostor od 82 km. Na njego prevladuvat šumite na površinu od 5529 hektari, a na pasištata otpagjat okolo 1551 hektar, a na obrabotljivo zemljište 251 hektar, što znači tamo malko ima prostor za obrabotka na zemljište, međutim povijek ima šuma. Ni selo to pominova rekata Bošava, koje je smesteno na samite padini na planinata Kožov. Dostupno je po asfalten pad od Kavadarci preko visoravninata Vitačevo i od Demirkapje po zemljen pad preko selata Barovo i Dolna Bošava. Selo to se naogja na niska terasa, na desnata osojčiva strana na rekata Bošava. Sekako tukaj je i podnožeto na planinata Kožov. Što ušte da kažeme, naseleno je ušte od antika, docna antika, za što svedočat mnoštvo arheoloških naogjališta vo njegoviot atar. Do 19. vek Konopište bilo selo na roždenskata nahija vo tikveškata kaza na Otomanskoto carstvo. Bugarskoto vojno raznoznovanje vo 1908. godina veli za selo, to ni dava podatovci. Znači Konopište se smetalo kako čiflik i do 150 kuki. Letno vreme tuka doagjat vlasi za da prodavat sirenje ili pak preko ovdje zaminovat za Kavadarci i za železničkata stanica Demir Kapija. Selo to ima mešovita zemljodelska funkcija. Selaneti živjat od stoka i od planinata. Nivite se retki i neplodni. Vo selo to se polni pročistova i pakova gorska voda, počno vajke od 2004. godina od strana na predprijatijeto Koding, koje je osnovano 1987. godina. Proizvodni od pogon na ova predprijatija se naogja v blizina na izvorite koji doagjat od Koživ vo selo to Konopište. Stanova zbor za sovremeno opremena fabrika i kapacitet na proizvodstvo 200.000 litri dnevno. Znači tamo se polni ona poznata mineralna ili kisela voda Kožovčanka. Kako je da je? Eve, ovdje imam i podatoci kako se dviželi žitelite, odnosno brojot na žitelite. V 1900. godina imalo okolo 742 žiteli. 1905. godina, spored ova statistika sa koja raspolagam, imalo najmnogo žitelji. 920 žitelji. Na vistina ubavo selo vo vremeto 1905. Međutim, kako počnova migracija ta počtovane, gledajući ove svega ki vi spomnam podatovci. 1948. pagja na 707 žitelji. 1981. godina na 222. 1994. 87. A deneska, odnosno do 2002. godina, spored poslednata statistika koja je napravljena, samo 55 luge. Sega, mislim, koga minata godina se praviše novi od popis, mislim da ta brojka ki bude mnogo mala. Bide mnogo luge se preseli ovdje u Kavadarci ili starite izumrija. Kako je da je, imame živopisni sela vo naša ta zemlja, vo naša država, imame ubojivo dopadi i zato i vo narednite emisiji ke prenesuvame interesne sliki i
информации за нашите населени места во Македонија. Одем понатаму, почитувани гледачи, сакам сега да спомнам нешто за лененото семе. Потоа ќе споделам рецепт за домашен леб. Вие кои правите леб, кои месите леб, спремете се да го запишете или да слушнете како може да направите убав домашен леб. Меѓутоа, еве сега да ви прочитам нешто за лененото семе. Во последните неколку години објавени се многу информации за лековитото дејство на лененото семе. Истражувањата се повеќе се насочуваат кон истражување на улогата на ова семе во превенција и лечење на бројни дегенеративни болести. Клиничките испитувања и искуство покажуваат дека редовното земање на ленено семе ги спречува и ги лекува следниве болести: рак на дојката, простатата, дебелото црево, белите дробови и така натаму. Ленено семе содржи 27 различни антиканцерогени компоненти, од кои едната е лигнин. Тоа содржи 100 пати повеќе лигнин и од најдоброто интегрално зрно. Ниедно досега познато растение ги нема овие својства. Ја смалува телесната тежина. Лененото семе е одлично за намалување на тежината затоа што тоа брзо ги снижува нивото на холестеролот во крвта, помага во контрола на телесната тежина и го смалува чувството на глад затоа што содржи големи количини на диетски влакна. Има 5 пати повеќе од овие влакна од оризот. Ако сакате да ослабеете, земете една лажица повеќе и тоа во попладневните часови. Помага при варењето на храната. Превенира или лечи рак на дебелото црево. Идеално е за тврда столица, желудични киселини и ја влажи и обновува цревната флора. Помага во ослободување на гастритични гасови. Одличен лаксатив, ги елиминира токсините. Во големи количини ги содржи двете врсти на диетски влакна, и растворливи и нерастворливи. Содржи повеќе влакна од повеќето житарици. Луѓето кои конзумираат ленено семе не се нервно напнати, туку смирени. Тоа е идеално за луѓе кои работат под стрес. Ги подобрува менталните функции кај постарите луѓе. Лененото семе е доза на енергија за мозокот затоа што содржи хранливи материи кои на природен начин ги обновуваат мозочните клетки. Лененото семе ги облажува алергиите затоа што содржи есенцијални масла, омега 3, 6 и 9 и голем процент на хранливи материи кои на организмот му се константно неопходни. Помага нашиот организам да биде поздрав затоа што го прави поотпорен на разни болести. Корисно е за лечење на анемија. Идеално за лечење на артеросклероза затоа што го елиминира холестеролот кој се залепил над зидовите. Помага кај мултипл склероза, корона тромбоза, високи артериски притисок, срцева артимија, спречува згрчување на крвта и така натаму. И така натаму. Редовното конзумирање на ленено семе го смалува ризикот од срцеви болести. Еве, почитувани гледачи, тоа семе не е скапо, го има во нашите продавници. Купите, пробајте. Мислам дека ќе биде корисно за сите нас, зашто ги гледаме какви се големи придобивки од користење на лененото семе. Еве сега да споделам еден рецепт, а тоа е како да направиме убав, вкусен, домашен леб. Брашното го ставаме во поголем сад за месење. На средината правиме вдлабнатини. Ја додаваме солта, еве овде се нуди и шекер малку да ставиме и претходно приготвениот квасец. Го замесуваме тестото со топла вода. Да нагласам, за водата треба сами да процениме колку ќе ви треба. Јас никогаш не ја мерам, кажува овде една наша гледачка. Секој пат ставам од око. Само тестото треба да е меко замесено. Го оставаме тестото да стаса 40 минути, го примесуваме, правиме лепчиња, големина по желба.
Го затоплуваме плехот во кој ќе го печеме лебот, посипуваме по него брашно. Липчињата ги редиме во плехот и оставаме пак да стасат околу 30 минути. Ја уклучуваме рерната на 200 степени и печеме 45 минути. Го вадиме лебот и го покриваме со крп убаво да се задуши за да омекне. Така испеченото лепче уште додека е топло, јас сакам да го јадам со пченкарна сол или буковец, кој не пробал досега, нека проба. Еве, тоа е предлогот од наша гледачка, значи домашен леб. Што е потребно да се направи овој леб? 1 килограм и 400 грама брашно тип 400, 40 грама свеж квасец, 1,5 лажица сол, 500 до 700 мл вода и 1 до 2 лажици шекер. Ова жена, ова гледачка те става и шекер, но како е да е, испробајте го и верувам дека ќе ви биде вкусен лебот кој денеска ќе го направите. Одиме со песна и потоа одиме на последната рубрика за нашата денешна емисија. Дојдовме до последната рубрика во нашата утринска програма, почитувани гледачи, кога зборуваме за археологијата која потврдува Библијата. Овутро сакам да ви прочитам, да ви пренесам неколку интересни информации за папирусите во Елефантина.
Елефантина е остров во делтата на Нил, спроти денешниот град Асуан. Едно од вчудовидувачките откритија во Египет кон почетокот на 20 век било откривањето на папирусите пишувани на арамиски јазик што потекнуваат од 5 век пред Христа, а кои во научните кругови се познати како папируси од Елефантина. Археолозите уште во 1893 година во орнатините на јужната страна на островот Елефантина пронашле стари папируси напишани на арамиски јазик. Папирусите ги открил американецот по име Чарлс Едвин. Пред научниците да дознаат за тоа откритие, Вилбор умрел на патот кон Америка. Значи, овој кој има и уште едно име, Чарлс Едвин Вилбор, умрел на патот кон Америка, а сандукот во кој се наоѓали папирусите останал неотворен, се додека не преминал на собственост на Бруклинскиот музеј во 1947 година. Зошто се тие папируси толку важни, почитувани гледачи? Еден од документите пронајдени на Елефантина е со датумот 407 година пред Христа. Тој содржи петиција упатена до управителот на Јудеја да го помогне обновувањето на еврејскиот храм на Елефантина, кој бил урнат кога персискиот управител во Египет заминал на службено патување во Вавилон и Суза некаде од 410 до 408 година пред Христа на потик од свештениците на Богот кои тоа време го обожавале. Кога се вратил, персискиот управител ги казнил предизвикувачите на злосторството, но не била дадена веднаш дозвола храмот да се обнови. Персискиот управител во Египет барал од израелците да добијат согласност од јерусалимските власти пред тој да им даде дозвола за обнова на храмот. Јудејците пратиле писмо во Јерусалим и еве еден инсерт од нивната молба. На нашиот господар Багос, управител на Јудеја, твоите слуги Једонија и неговите колеги свештеници кои се сместени во Елефантина, небесниот Бог нека му ги подари сите добра на нашиот господар во изобилство. И во сите времења нека му даде милост пред царот Дарије и пред благородниците 1000 пати повеќе отколку до сега. Тоа се тие писма кои се разминувале во тоа време, но еве сега со пронаоѓање на ова што го прочитав, почитувани гледачи, на овие папируси, се потврдува дека тоа е веродостојно. Она што Библијата го запишала, еве денеска археолозите го потврдуваат. Ова писмо ни дава делумен увид во приликите во Јудеја и Палестина при крајот на 5 век пред Христа. Од него дознаваме дека Багус бил управител од елефантинските папируси, кои денес се наоѓаат во Бруклинскиот музеј. Дознаваме дека еврејскиот граѓански календар почнувал во есен. За постојањето на ваков календар се знаело врз основа на книгите на пророк Немија, но се до пронаѓањето на овој документ научниците го оспорувале тој факт. Меѓутоа, постојањето на тој календар за Елефантина во 5 век пред Христа на извареден начин го потврдува извештајот на книгата на Немија. Овој доказ во голема мера помогнал да се одреди годината кога Езра пошол во Јудеја 457 година пред Христа. Таа година ја означува појдоната точка за големиот пророчки период од Данијел 8.14. Гледате колку е важно ово откритие. На тој начин се потврдува она доктринално тумачење од 2300 денови ноки од Данијел 8.14. И еве што заклучува на крајот професорот Драго Обрадовиќ во својата книга. Како заклучок на сето ова што е изнесено, можеме да кажеме дека археологијата го осветлува светот од библиското време, но таа не може да си присвојува право на посет на некоја повозвишена вистина. Археологијата може да помогне да се одговори на прашањата што се случило во старо време. Многу ретко може да каже зошто се тоа случило. Археологијата може да објасни, но не може да создаде вера. Верата е дар од Бога што им се дава на оние кои ја барат од него. Ако историчарите пристапат кон изучување на Библијата без вера,
Тие во неа ќе најдат само интересен историски и верски документ, но за оние кои веруваат, Библијата станува жива Божја реч која им служи на неговите потреби. Ако правилно ги користиме археолошките податоци, со задоволство ќе дознаеме дека нашата Библија не е некоја електрична збирка на легенди, туку извонредно сигурен извештај за мажите и жените што го прифатиле Божјото откровение во историјата. Значи да заокружиме. Археологијата често може да помогне да се одговори нешто што се случило во старо време, но ретко може да каже зошто. Верата доаѓа од Бога. Во секој случај археологијата ја потврдува Библијата. Навистина, верувам дека и ние се денеска осведочивме она што го читаме во Библијата, почитувани гледачи, е веродостојно, зашто и самата археологија ни го потврдува. Ова наше утринско дружење, драги гледачи, сакам да го завршам со едно кратко размислување кое носи наслов "Љубовта покрива многу гревови". Бог ја знае нашата болка. Сите ние понекогаш носиме во нашите срца болка или тагуваме по некој наш мил. Треба да знаеме дека во тие моменти не сме сами. Може и луѓето ќе кренат раце од нас, ќе ни свртат грб, но има еден кој е постојно со нас. Како наш небесен пријател Господ најдобро знае колка е таа болка што ја носиме во срцето. Додека патував со воз, во моето купе имаше едно мало девојче. Никој од нас не знаеше која му е мајка, бидејќи беше многу весело и се играше со секого. Но кога влезе возот во еден мрачен тунел, девојчето се стрча во преградка на својата мајка, како исплашена птица во своето гнездо. Слично и со нас, додека се не оди добро, некој можеби не може да одреди на кого му припаѓаме, но кога Господ ќе допатува, односно Господ ќе допушти да поминуваме низ мрачниот тунел на жалоста и очајот, тогаш луѓето веднаш ќе видат кај кого бегаме за заштита и утеха, и тогаш ќе биде прославено. Тоа суштество тогаш ќе го прослави Господа, бидејќи Господ е тој кој може во тие моменти да ни помогне. Како што самата мајка може да го смири своето дете, така Исус ја става својата рака на нашата загрижена глава и вели: "Сине, ќерко, имај доверба во мене, се што допуштам е само за твој благослов." Некој напишал: "Кога болката го притиска нашето срце како мраз, кога и нашиот најмил пријател на земјава не може целосно да ја разбира нашата болка, Исус може, Исус ја разбира. Оној што ги носи, оној што ги понесе моите гревови, ги носи моите болки. Ја сигурно знам дека во сета моја жалост тој беше нажален и за сите мои солзи тој плачеше." А пророк Јеремија вели: "Господ ми се јави од далечина, те љубам со вечна љубов, затоа ти запазив милост." Почитувани гледачи, ако и денеска ние доживееме некоја жалост, можеби некоја трагедија ќе се случи, не знаеме, животот носи и добри и лоши работи, да знаеме дека не сме сами. И тогаш кога носиме некоја болка, некоја повреда, некоја увреда од некого, има некој кој не разбира целосно. Господ вели: "Ти се јавам од далечина, те љубам со вечна љубов, затоа што ти запазив милост." Нека и овој ден биде ден кај што ќе користиме, ќе употребиме, ќе се храниме со таа вечна љубов од нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Почитувани гледачи, ви благодарам на вашето внимание што ја следевте нашата утринска програма и посакувам убав ден, да бидете благословени од Господа. Ви закажувам нова средба утре наутро во 8 часот и 30 минути, а до тогаш довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет,
преку курсевите на интернет или во печатена форма.